Епа, Војо, добре ми дојде. Добре, Мислам дека во радиусот 100 метри ми се познава колку ми е кеф што си тука. И конечно ја да доживеам, иако со тебе зборувам вон камерите почесто, за прв пат ми се чини ова ни е прво интервју. И да, изгледа да. Да знаеш дека јас не сум доживеала ваква чест. Добро. Сега вака, како што е ред да почнеме од почеток, кажи ми денес си ослободен, те ослободивме од обврските? Па денес ми се падна да сум слободен, работиме во смени некои десетина дена, не ги знам точно. Дури на шала кога ќе ми прашаат некогаш на работа, знам да речам, као до кога си на работа, па викам додека има сонце. Пошто до тогаш се гледа, кога работиш надвор, веројатно денес тешко со сонце, јас себе ти збори си вака како ти е на работа, али ова е најболјата порака. Вторник и среда ми е отприлика денот кога сум послободен. Како беше ова, вика. Да, идам, извини, попара сум надвор работам, после ќе се чуеме. Да. Епа, луѓе што работат надвор знаат, си има апсолутно многу предности, затоа и нели си сакам таа работа. Уживам кога сум на терен, кога сум надвор. Нека не ме сваќаат погрешно, ама јас не се замислувам себе си да седам цело време во еден ваков затворен простор. Мене ми е убаво, супер пријатно и се, ама не да ми е 24 7 дена во неделата, цело време да сум тоа, не би издржал. И веројатно мојата динамика да од едно време работиш нели со животни, па потоа со градина, па потоа со деца, па објаснуваш на луѓе, па се караш со публика, веројатно таа динамика многу помага и влијае за мојата ментална состојба. Се надевам. Оно што е интересно дека ти на некој начин го живееш мојот сон. Ќе го кажам од аспект што ја и гласно зборувам дека ништо поубаво тоа од животни и деца. А кај тебе никако целиот работен век ти е животни и деца. Се ти кога беше дете, твоето прво милениче беше кога беше дете или кога беше поголемо дете? Па по интервјуа вака од минатото, знам да речам, сега може ќе се повторам, велам на 8 години има висока температура и од тогаш не знам што ми се деси, чувам вака животни маниакално. Не, клише звучи дека од секогаш, ама да, порасна во Тафталиџа и немав многу парче природа да видам, сем партизанска, која и нема многу природа освен П во името. Позади имаше само некои такви локални мали дворчиња кои што прибираат некој мал урбан див свет, како да го наречеме, ежиња, мачиња, кучиња, нели? Ти што прибираш? Епа, се што можев да најдам. Некогаш тури на децата кога тргнувам да им раскажувам, нели, по моите роденденски едукативни забави, знам да им речам, некогаш моите не ни приметуваа дека дома се враќам со животни, како сега со торбиве. Да, например, приметија, не знам, имав пација да се увирам мравки во тегла и да ги качам дома. Да. Значи, тој мера кај детето, мислам дека секој од децата или повеќето од децата го имаат таа желба за авантура, за љубопитство, за истражување, не? Тоа е оправдано и е нормално. Од родителите, веројатно и од околината, најмногу зависи дали вие ќе го бустнете тоа во кај детето, или ќе го бутнете во ветер во грб, или ќе го стопирате, или ќе го уплашите. Голем дел од стравовите и денес, кои што нели актуелно се соочуваме, се наметнати стравови. Луѓето никогаш немале реален контакт со одредени работи. Тоа генерално за сите стравови. Мислам дека човекот најчесто се прави проекција што би му се случило, а стори тоа никогаш може и да не се случи. Ама ти не знаеш како и дел од културата. Јас шетам со куче и баба на внуче му вели еве го кучето. Сега кучето. Сега ќе видиш, само ако не јадеш. Ја, например, рекла, еве бабата. Јас имам такви стравови. Не, интересно е, ти работиш со деца и тоа што е најинтересно, ќе признае водителката, навистина ми остана стравот, а ти кажав, од змии и инсекти кои што се членконоги со влакна по нозете. Тоа не го надминав тој страв, ама надминав од пчели, од оси, од бубашваби, не врштам више кога ќе видам. Сега ме интересира децата како реагираат, дали апсолутно од самиот почеток детето воопште нема никаков страв. Ако ги тргнеме на страна научениве стравови.
Да, реално не знам колку сум експерт на темата стравови, ама од искуство со животни и деца знам дека многу зависи форматот вие како ќе му го презентирате тоа. Јас во пак ќе ги спомнам тие мои едукативни рептайл шоуа или презентации, едукации како сакате. Знам на родители со родители да имам проблем и да намирисам проблем. Та ти од животните. Да. И ќе видам некоја мајка кој или не е битно татко сега е джендер да бидам неутрал, знаат да дојдат и да ги видам негде од страна каде ми влагаат во спектарот, нели со децава и многу е важно, поготово затоа што јас играм со два огна, не, си играм со рептили, си играм со деца кои што и двете категории многу тешко се контролираат или пак од друга страна вие мора да имате тотална контрола над ситуацијата, иако тоа така лежерно лабаво јас го презентирам, за да не се случи инцидент, бидејќи е можен, нели? Работа ми за снимање на нели филмови, овие емисии, реклами и слично. И работиме на еден од филмовите на Милчо Манчевски, се сеќавам на негова реченица кај што он вика кога снимаш е многу тешко да вметнеш деца, животни и евентуално да снимаш на брод. Бидејќи тие работи се непредвидливи. Нели, трите категории се многу тешки за контрола. Од друга страна пак, кога имаш аудиториум, тоа мора да ти е организирано како кај вас, нели, во телевизија, како во оркестарот, во филхармонија. Мора сите да се синхронизирани во еден убав интервал. Така и кај мене, ако тие 30 минути јас не ги употребам за да ја продадам пораката, што сакам, да ги едуцирам, да ги преплашам, нели, од некои стравови кои што можеби ги имале, или можеби да ги научам како да ги разберат полесно, тоа што е мојата мисија, да бидам месенџер на јазикот на животот. Значи, постои едно креирање на страв, кој што е нереален, ќе го кажам, во поглед на тоа кога сето тоа е организирано, значи тие не се пуштени внатре во кафезите, нели, на животните, па нели оставено така на незнаење. Ама од друга страна сме сведоци со години наназад, што дури ни електрична ограда не ги спречува родителите дека струјата можеби е повеќе за посетителите отколку за животните. Се добива впечаток, сама сум била сведок, каде што многу мали деца буквално ги оставаат да претрчаат, да дојдат до оградата што поблиску до, нели, Па, знаеш како, се можеби ти поѓам во реченица. Се тука нема страв за тоа, има страв, не го разбирам. Чарлс Дарвин рекол дека еволуцијата е процес и дека тој трае некогаш многу време. Имаш впечаток дека не е завршена некаде на полпат останата. Па и така е, знаеш како некако сега можеби ќе бидам и погрешно сватен, ама знаеш како баш ми е гајле бидејќи во последниве години веќе изгубив трпение да нели тоа го глумиме дека сме сензитивни на ова или на онаа тема. Мислам дека скопската публика веќе полека си ги стекна оние манирите како се оди во зоолошка, дека вие не доаѓате за да урлате, за да трошите енергија, да фрлате смоки, да трескате, не јадете брза храна, се повеќе во кантите, бидејќи јас ги празнам исто. Значи, гледам дека има и има точна категорија кога доаѓаат. Значи, ние како во Бранови ги чувствуваме и посетителите. Да речеме, од Сабајле доаѓа скопска локална публика. За викенди имаме се што, нели, тука се мешаме и од други градови и слично, и тогаш обично ја чувствуваш таа енергија и ја гледаш во дело. Затоа велам, можеби успеавме да влијаеме на локалната публика, на таа што доаѓа често, и таа единствената по мене што е така по културна и со која што уживам од Сабајле да хајлайт наречаме во твојата работа, имаш ли некоја случка да раскажеш вака каде што сте морале да се мобилизирате за да ги спасите животните од луѓе? Па јас мислам дека секој викенд треба мене да ме мобилизираат еден ден за да не направам инцидент поголем од тие што веќе сум ги направил. Јас сум видела како се трча на кај оградата што е. Да. Јас од мене, јас мислам дека во последниве години јас извадив од мене некој диво животно што и јас самиот не го знаев и се збунив од сам себе, но кога гледаш работи кои што
не ти одат со логиката, со Добро, надвор има од умот. ситуација некоја што не оди со логика. Па, на пример, со која идеја би ти дошло дека сопственото дете, чедо, треба да го прекачиш преку ограда на која што пишува не ставај, нели не се посегај, а не да го ставиш тоа е детето, интересно, а ги учат да се за да плашат направиш од- добра фотка за Инстаграм. Значи го тера детето оди подалеку, позади има дека е електрична ограда, меѓу другото доле е провалија, има 3,5 метра зид и внатре има слон кој што има трауми од циркус. Значи, крим техника нема да ти го собере детето, за да го идентификуваме ние. Па Не метиме сакам тоа да ми се случај, случи ако на сеќаваш Илинденска кај некогаш мене. Зоолошката имаше, јас сум одела и кога беше најтажна, сум Не, одела и да, кога беше така е. прекрасна во Така е. некогаш на СФРЈ, значи без зоолошка не можам во животот. Да. Интересно е што, да речеме, во тоа време, кога беше СФР, имаше неверојатен ред, имаше како радост и почет да се иде во зоолошка градина. Ама тоа тогаш. После имаше еден период каде што, да речеме, како и посетителите ме животните да беа оставени сами на себе, условите беа дополнително грди, каде што не беше пријатно ниту за гостите, уште помалку за животните. Имаше ситуација, јас мислам дека ќе ја паметам цел живот, кога посетители одлучија дека е многу интересно да ја пикаш раката во устата на нилскиот конј и потоа тоа беше фатално, па се правеа прилози така, значи. Да имаш и загина човек. Посетител. Чекај се од нилски. Од ниско, да. Ниско го имаше изчвакано во ногата. Човекот тврди дека врзувал врвки. Ниско го повлекува, тоа не е од врвка, тоа е од клоца, 100% сум сигурен, бидејќи знам како изгледа и живелиштето, го знам и животното, нема да качиш нога на 1,70 за да ги вртиш врвките, туку ќе се качиш и ќе го клоцаш, бидејќи имаше сведоци дека сакајќи се да Како го го види. објаснуваш тоа да клоцаш, еве? Види Тоа ти, ја- знаеш како како, го во објаснуваш? општество Јас во какво што живееме, во ситуации стресови како што живееме, предпоставувам дека имаш многу голема категорија на луѓе кои што имаат многу фрустрации од милион аспекти и сега таа енергија верувам дека дел од нив ја канализираат или ја трошат на животни. Деновиве имаш клипчиња кои што порано можеби не сме ги гледале, фрлаат кучиња во река, во Да, вода. тоа е интересно, на пример, малтретираат. да ти дојде нешто Да. Ама види, истото се прави и со деца. Нели читаме и сведоци сме деновиве дека нели се злоупотребуваат деца, се користат за секакви какви што нема ни на паметот да ти падне работи, ама јас само не прифаќам општество кое што не превзема мерки против таквите, нели казнени мерки. Ние имаме милион обструкции. Интересно е великот зошто- нели живее во Данска, мислам дека тоа у Данска да го Епа, направи. Да. Тоа ти кажува дека сите сме луѓе, дали таму или тука, таму веќе редот и мирот е малце од системот контролиран и спроведен. Кај нас имаме милион бариери, да не тргнам сега да ја угушам емисијава во една негативна Не. конотација, но имаме милион бариери зошто јас не можам да го казнам тој некој кој што се изживува со моите животни. Мене ми се случило да ме вербално и физички да ме нападнат публика. Он вика јас сум платил карта. Он тврди дека за 80 денари он може што сака да направи. Он ќе плива со Па добро, делфините. не знам што сака да направи. со Сака ли да го види од пингвините, блиску лавот, на пример? Може ќе чешла лавови. Сакам да речам, постоја таква категорија, но ние веројатно треба да сме спремни дека во иднина многу повеќе треба да работиме на тоа да правиме притисок на одредени политички структури, за жал, нели да бидеме ориентирани така, бидејќи ние сепак зависиме од управата на град Скопје. Ние сме под капата на градот и веројатно советот кој што изгласува работи кои што ние можеме да ги промениме или додадеме. Друго ми беше муабетот. Имаш сега една категорија која што ќе ти рече, пушти зоолошки, а стварно не ќем зоолошки ќе ти кажат. И до некаде има логика дека зоолошките какви што биле не треба да постојат. Во смисла, бетонски кафези, решетки не создаваат апсолутно никаков ефект кај луѓето, еве да ги игнорираме животните, да не речеме сега тие ми се најбитни мене, па ми му е гајле на овој. Да, окей, сето тоа е убаво, ама и децата е убаво да се на галичица, а не да растат во молови, не да скокаат на полиестер и да пијат bubble tea, нека јадат качамак. Ама тоа е далеку од она реалното.
Ние за сопствените чеда велиме убаво е да се во природа, а при тоа играат на смарт телефони, седат под клима уреди, се допишуваат на Вибер, немаат реален контакт. Друго заробеништво, да. Но истото е, не е друго. Замислете дека пред 100 и кусур години, 200 години, кога прв пат егото на човекот на тие големците, нели, да речеме во Виена е првата зоолошка градина во Австрија. Си била толку откачена што меѓу другото сакала дијаманти, скапоцени камења, барала од цел свет да и носат екзотични растенија, она ги направила првите ботанички градини и веројатно сакала да покаже на тој начин и моќ што поседува, не? Подоцна веќе тие градини ги отвараат и за луѓето, за да ужива општа популација и веројатно така ги добиле гласовите. Ние се уште сме заробени во таа ера. Политичките партии која како се смени на власт не користи како алатка за да ги добие или за да ги изгуби гласовите на другиот. Аха, овој купи тоа, јас ќе направам тоа, јас ќе го подобрам ова, тој ќе го подобри она. Не ја гледаат одржливоста на нашата институција. Ние имаме за 2 години институција која слави 100 години постоење, активно постоење. Ние сме најстарата, меѓу другото. Меѓу другото е една од најстарите, да. Софија е малку постара од нас, постара е, ама ние правиме 100 години, ние треба да сме горди со тоа. Ние немаме друга институција што така активно функционира 100 години. Па дали мислиш дека фокусот е на зоолошката од другата страна? Да, дефинитивно, ама целокупното општество веројатно еволуира и ова е тој пат. Лошото е што сега со смарт телефоните имаме, нели, прилика прозорец кон светот, гледаме каде е тамо, нели, некаде и се создава оној синдром на Children in a Candy Store. Нели, го гледам колачето, сите ги сакам и сега го гледаме тоа во светот и он вика, ама јас знаеш, јас сум бил во Виена, јас сум бил во Берлин, да видиш. Да, ама тоа е друго општество. Тоа се други стандарди. Веројатно мораме да сме свесни и фактот дека мојата установа кај што работам практично и не може да е само одржлива со 80 денари. Никаде во светот не плаќате повеќе за кафето и водата внатре во самата институција од некои будки што ние им ги рентаме, а 80 денари да чини влезот понижувачки и за институцијата, за нас што работиме. Замислете, ние во викенд имаме 8, 9, 10 илјади луѓе што не посетиле. Па една салфетка да фрлат, замислете колку ѓубре ние треба да изнесеме. Или тие животни што се треба да трпат. Една смока да фрлат, то се 8.000, 10.000 смоки, по една да фрлат. Концерт кога правите на стадион, вели, брза помош нека дојде, пожарна, обезбедување, редари, тоа како контрола. се регулира во ситуација некому да му се слоши или има некоја ситуација? На жими мајка. Вие сте се, значи, Да. и амбуланс, и звуки. Да. Ние факт е дека имаме прва помош на секој од реоните, поделени сме како на реони, ама што би рекле Господ не чувал, не верувам јас во тоа, но на некаква среќа сме живи, искрено. Голем дел од работите се уште во од ги решаваме, ама никако да пораснеме, тоа е приказната. Зборот ми беше за зоолошките во минатото и сега во Белгија, вие имате во 930 година зоолошки кои што изложувале деца кои што се различни од нашите, од белите. Или human zoo се викал, да. И сега стално го кажувам како пример заради тоа што кога можела една Белгија тоа да го изложува, тоа да го прави, тоа да биде нели горда во тоа време со тоа дека они донеле деца од Монголија. Никогаш не им текнало на такво нешто. Па не дека сме ние нешто поцивилизирани, тоа далеко од тоа, него немале прилика да донесат и заради тоа не донеле. Кај нас и би се изживувале веројатно со тоа, со оглед на сите фрустрации што ги гледам во 21-виот век. Мислиш дека цело време Балканот страда од такви некои фрустрации или Па страда од некои такви политичари кои што со некои луди идеи доаѓаат на позиција дека нели треба да покажат моќ како во 18-19 век, ама Европа пораснала во меѓувреме и нели ги надмилува сите тие работи и научила многу од тие работи, ама ние докажавме дека не учиме од туѓите грешки. од своите најмалку. 5 пати и тоа па исто така. Нели еволуција било прво шимпанзото, нели мајмунов собирал од земја овошје, вториот видел дека овие берат и он берал, научил, не? Овој другиот рекол чекај јас горе ќе се качам ќе си наберам пред нив, третиот веќе садел.
ние уште сме со смоквите по земја. Интересно Никако дека порасне, да се исправиме. зборувавме за Виена, првата зоолошка, нели, тоа било фасцинација, бидејќи колониите направија да се запознае суштината на другите континенти и светови, и тоа било многу екзотично. Мислам дека еве одно што го спомна и за децата, па и за животните, е исто како што екзотика доживеа и чаевите и зачините, нешто што нели за тоа време било фасцинација. Интересно е дека во некаде средината на 20 век, 60 70 особено Лондон и таа, да речеме, елитна, па не само рок сцена, него воопшто елитната сцена, авангардата, приоритет било да имаш екзотично животно. Дури се продавале во големите супермаркети, па ќе видиш една шик дама шета на ланец леопард. Од тука е една приказна што јас никош не можам да ја заборавам, документарецот за Кристијан Лавот. Мислам дека он доби одлична солуција и финале, но еве таквите трендови. Да речеме, ти се чини ли дека на Балканот би постоел таков тренд со оглед на тоа што кај нас нели традиционално можеш да чуваш коњ на тераса. Не знам дали има овци по влезови и така натаму. Пак ќе речам, мислам дека немале до толку пристап, еве сега во последно време станува пак и тоа, нели, некој откачен тренд и овде, нели, имаше неколку фотографии кои што излегоа на интернет од мало лавче како домашен миленик. Често се шпекулира, ајде да речам, дека циркулираат таков тип на екзотични животни кои што апсолутно не се домашни миленици. Се случи истото во Атина, бел бенгалски тигар бебе го фрлија полуживо во контейнер до зоолошката, веројатно со идеја дека они ќе го најдат па ќе го спасат и ќе го земат. Во право си, во 70-тите години во Европа се случуваше тоа, дури во тој период и масовно се увезуваат меѓу друготи екзотични птици. Да, тоа било на цена и се продавале. Мајмуни и сето тоа. И веројатно во тој период и ја прават една голема грешка, се носат многу инвазивни видови. Денес има еден папагал се вика Александар, зелена птица е од Индија, нели, по Александар the Great го носи името, тој прв ги бендисал, ги видел во Индија, нели, наводно, заробил голем број од нив и како подарок му ги донал на Аристотел и така ги донал, нели, во овој дел од Европа. Веројатно тогаш се случил тој гап, но они со таа приказна понатаму дека таа птица може да биде атрактивна, интересна, го има тоа чудно име и интересна приказна позади себе, они повторно ги носат, ама во 70-ти години толку многу се намножуваат, што дел од луѓето што немаат домашни миленици се фрустрираат од целата бучава. И они, Хичкок. да, и они велат, не може ова сега секој во стан да чува кој ќе му текне куче, папагал, нели што и да е, создава бука и ред работи, и они викаат, окей, од утре тогаш данок ќе плаќаме. И во 70 не знам која година во голем дел од земјите во Европа се носи закон, односно некаква такса дека ќе плаќаат тие кои што решиле да чуваат папагал во стан, да речем, или во урбана средина. И овие во тоа време, нели, бидејќи се носеле од природа, велат, па како даноков е поскап него што ме кошташе птицата, не, тие биле малтене без пари бидејќи ги носеле од природа, ги заловувале и ги продавале. И они ги пуштаат, ги ослободуваат низ цела Европа. И денес се уште живеат видовите, нели, на овој Александар индиски, како се вика тој, околувратест папагал, не знам македонски како ќе го преведеме. Значи има како ringneck, така го викаат, нели, како гердан околу главата, има зелен индиски папагал кој што во Европа во моментов е и запишан како доместифициран вид. Всушност Шпанија, Германија, Англија веќе ги имаат и прифатено со сите штети што ги имаат направено на природата. Иако изгледа екзотично, во Шпанија, јаве видов и во Лондон едни зелени такви, видов и у Берлин, у Франкфурт летаат горе, тоа не е толку симпатично за локалната природа. Значи штетата што тогаш е направена е навистина голема. Истото се случува со оние мали аквариумски желки. Луѓе не знаат кога ќе ги купат едни Mutant Ninja Turtles, стварно растат у Mutant Ninja Turtles, стануваат големи. Да, едно време имаше нели побарав каде може да се набави жилка за дете, кој што има голема жуба, ме ти рече забрането, пошто се истребени нешто ли како Не, беше? тие всушност ги пуштаат, преживуваат во природа и
прават многу поголема штета на локалните видови на дива флора и фауна. И тука имате проблем, нели? Инвазивни видови се оние кои што може да ти ги уништат локалните. И ти не помагаш на природата, и ти одмагаш со ова што го правиш. И сега, знаеш како, пак е хир на човекот во прашање. И желбата за нешто такво екзотично, необично, мислам, јас сум ја имал, факт е. И голем дел од луѓето ја имаат, но здравиот разум треба да ти каже, окей, ова не е домашен миленик. Нели? Јас мојата пасија си ја лечам на работа. Па види, тоа се е сладко додека е мало, јас ќе ти кажам многу одамна. Ја имав таа чест да го запознам Цаци, така се викаше Цацко уствари, Цацко се викаше, Јагор беше. И беше бебе, ама едно нешто што паметам, кога ми го дадоа, беше го чуваа во канцеларијата привремено, пошто беше бебац на природно-научниот музеј, то зоолошка, нели, имаше тука една греалица за него. Мајка му него сакаше, нешто така беше. Кога го зема во рака, значи тоа све мац, ама интересно е дека осеќаш дека е зверка и кога ќе зевне Јагор не е исто кога ќе зевне мачка на моја дома. Огромна е разликата и погледот. Значи тоа кога ќе стане големо, мислам дека веќе ни капацитет, начин на исхрана, сепак треба да знаеш да се грижиш за такво нешто. Не, значи тука да го застанеме муабетот, оно не е воопшто домашен миленик. Тоа е основната дефиниција. Во Дубај, кај им дојде сета? Не, тоа Дубај не е репер, TikTok не е репер за реален живот. Значи да ги оставиме тиктокериве на страна. Тоа они си даваат на цена као еве лавови, тигрови. Покажуваат моќ. Да не речам, малите тие прават големи глупости. И всушност тоа е навистина така. За жал надополнуваме некои недостатоци што ги имаме. Сакам голема куќа, голем стан, немаш потреба од тоа, нели? Ама го покажуваш. Некој има голем автомобил, некој, не знам, брендови се оптоварени, седа е на нив бренд. Истото и со живот. За жал. Пак ќе речам, зоолошките или модерната зоолошка не може да биде онаа во 930 во Австрија што покажувала деца. Human Zoo. Исто како што голем дел од работите во едно општество се еволуирале, се смениле, така гладиаторски игри имало, кај што умирале луѓе. Така, мислам дека тоа дури биле. Тоа е дел од нашата историја и ние тоа треба да го прифатиме. Во тоа време во римскиот свет како да не постоел страв, да речеме. Постоел, како не, ама. Да, ама како да кажем, некако имам чувство дека тоа им било као една природна средина за нив, бидејќи они тогаш биле војни, значи модерниот човек нема врска со храброста, силата и мислам дека таму обстанокот, војните, дури војните еволуирале, тогаш било тоа, како да кажеме. Ама ти и луѓето не живееле толку долго како сега. Не живееле толку долго. Сега она што ме интересно, кога веќе уште збориме за ова, имаше, ми се чини, минатата година, беше вистински шок на некој автопат во Србија, беше мало лавче, од каде всушност се појави. Па, знаеш како, постои црн пазар во Европа, има, да речеме, сега голем дел од тие мали зоолошки кои што се формираа, мислам тоа сега и на Балканов е популарно, па луѓе ако отворат на интернет ќе видат, не знам, зоолошка во Врање, па во Вршац, па во Златибор, па не знам каде, и тоа се некои такви, во Америка ги викаат roadside zoos, нели, зоолошки што се покрај патот. Тоа се створи некои мали бизниси кои што под капата на етно моментот, село, селски туризам, ќе земат некаков фонд од државата и формираат некаков ресторан. И сега тој ресторан обично за да привлече внимание прават некакви атракции за децата, почнуваат со фазани, со лебеди, со папагалче, па после идат со мајмунче, па идат со некое поголемо маче и тој апетит за да луѓето, нели, направат трка со пари, за да покажат нешто такво, е во последно време на Балканов некаков тренд. И голем дел од тие мачки, да речем, што сега завршуваат тука, мислам дека се повеќе со потекло некој од Чешка република, од Украина,
поготово во Украина имаше доста такви одгледувачи на големи мачки, кои што од времето, нели, многу одамна, кога и СССР има носено голем дел од тие големи мачки како миленици, веќе се контролирани како одгледувачи, како некакви прифатилишта, иако тоа секогаш има некоја чудна позадина, но да речеме дека биле контролирани, сега веќе во Украина излезе тоа малку од контрола и голем дел од тие мачки завршија и на црниот пазар. И мислам дека околните земји особено сега во моментот имаат некаков плюс инкам од таквиот тип на трейд и дел од тие мачки за жал завршуваат и овде. Сега ќе дојам на моментот, мајка ми вој змијата вика. А нито од МТВ ме вика жана? животиња. Така вика, така ти има меморирано. Вој животиња. Ја од твојата жана е змија од памет си извадив, тоа признам, тоа и стразно можам. А пази, викаат жена змија. Зошто викаат? Ја не сум го кажал тоа. Ти не си го кажал, ама ти најмногу знаеш што е една змија. Обично асоциацијата на жена и на змија е демек змија е лоша, а демек не може да збори, као не ти покажува, ама е лоша у позадината. Жена не може да збори. И демек и за жена, демек тивко, а може да направи... Да периодот на Адам и Ева. Не сум толку за митови, за... Иако во последно време ме бараат како оние, знаеш, гатачки, овие црни магии што вадат, така ме бараат за змии, нели? Да, се сега. Ми влезе да извадите од дома. Значи, со змиите не злото да много, излезе. јас ќе кажам, значи, ако се рекирираш покрај стадата, особено во лето, во ја ќе ти раскажам една ситуација. Тоа беше моето прво трчање. Значи, кондиционо, аут, жешко, како да кажам, нејасно и тргам јас, нели, да стигнам од оној мостот тука кај парк диското. И многу беше интересно, пошто жега, ти трчаш, немаш кондиција, али нели да се издржи, да се симне килото. И доаѓам до момент, во главата ми светнува дека ете психолошки ќе се освежам, ако, да речеме, пошто по земјениот пат, не по на асфалтирана стаза, дојда малку поблиску до Вардар, не да се спуштам доле нормално, него ете така да го погледам Вардар кога ќе застанам, бидејќи дишењето ти е да свирнеш, ќе умреш. И никогаш нема заборавам моментот вака кога симнав главата и гледам змија. Да. Значи, како што одев, мислам, ја не одев нормално, бев издишана, малку фалеше да ја нагазам. Во ти признавам, не прво трчање. Таков страв се вратив на онаа стаза што е асфалтирана и трчав као да имам мотор во задникот. Така да и сме виделе обезглавени, значи на стазите, тоа е нормално. Што не е нормално во овој момент кога станува збор за таа појава на змии, бидејќи ја имам печаток дека поненормално е што не ми е искосено, не е средена зелената површина. И тоа е многу деликатно во урбано време. По мене не е нормална само целата хистерија во општеството. Не е оправдана воопшто хистеријата од страф од природа, јас тоа не можам да го разберам. И не знам дали приметувате како на брановие. Веројатно самата публика се навикна на некаков адреналин од тие спектакли, ама и да хейтаат нешто. Еве ги се, не можеш сега да хейташ политичка партија, пошто едниве као ете си отидоа, сега доаѓаат нови уште не се докажале и сега кого да хейтаме? Змиите ги хейтаме. Зимото исто немаше некоја причина. Ама некоја змија тука пред Нова Македонија. Ама чекај, и мечка, така, мечка виделе во Мавро? Па кај да биде мечкава? Во Шехерезада. Кај да биде мечкава? Ке отиде у планина, од планина ќе се симне доле. Се качија на планинана, цела планина ја исекоа, направија ски патеки за ноќно скијање, за прајање, за тегнење, уклучија милион рефлектори. Што да прават мечките? Кај да одат? И сега и мене да ми даеш хелјда и брокули да јадам и да ми даеш некоја брза храна, ќе ја джапнам брзата храна. Мислам се гледа по мене, ќе јадам некој фаст фуд. Исто и мечкава, таа нема да бере бобинки, боровници да бере у шумата, ако вие ставите цел контейнер храна.
Нели? Нормално Нешто е. што ме фасцинира моментот, тоа се наричаме локално население кое што цел живот живее таму. Тина, не тие постои. локалните изумреа. Ова се сите модерни, квази селски урбан живот, нешто што тира. Ургански. Да. И се тоа се луѓе кои што имаат повеќе пари, може да направат некоја голема викендица, затоа што секој викенд ќе си дозволат да се сликаат на различни места на планина, и тие се тие кои што влагаат и така брутално се однесуваат кон природата. Ја верувам дека вистинскиот оној селанец нема прво која логиката да фрла ѓубре во пластични кеси, па он ќе гледа дека таа пластична кеса што ја фрлил тука да стои за секогаш. Дека таа не се распаѓа во природата туку така. Сигурно ќе направи некој органско компост делче кај што ќе го фрла тоа органското и тоа другото ќе го подврзе и ќе го фрли подоле во првиот контейнер за да некој му го земе да не го гледа тука. Ама овие викендашиве се тие кои што баш име гајле за природата. Нели ќе завршат се, ќе се сликаат, ќе фрлат, завршиле они работи. Сега вие имате една шведска маса за дивиот свет, овде доле, достапно. Мечкава не треба да трча, да бара, да бере и да се замара. И они сваќаат многу лесно дека тој објект со тој мирис мене ми носи внатре шведска маса да си бирам каква сакам храна. Ние на мајмуните им даваме храна со повеќе зеленчук, затоа што докажано дека во последниве години мајмун не треба да јаде многу шекери, затоа што тоа им го крати векот, бидејќи исто како кај луѓето. Ако јадеш многу шекер, ако не го трошиш тој шекер, а фала Богу во кафезите колкави и да се, не може да го потрошат оној како во природата, одиме повеќе на зеленчук варијанта. И сега вие му давате колач, наполитанка. Бе секако дека ќе го земе. Исто и со дете. Вие дајте му брза храна, јас ви тврдам, и од другава страна крушки и боровници, детето ќе се посегне на чоколадото. Затоа што тој вкус е она кое што те тера на брза енергија. Ти задоволува некои чувства што не можеш вака. Се вкуси, да, тоа е како да кажам. Мами те лаже. Или она отровното јаболко. Дури ма впечаток е дека тоа што е најмалку вкусно всушност е најмногу здраво, а ова многу вкусното е ужас. Тина истото и со животните, тие влегоа заради тоа што ви змиите сега, кои што се како актуелен проблем, не се толку видливи во текот на годината, но тоа не значи дека тие ги нема. Што прават во зима? Они во зима само паузираат, нели, хибернираат или бурмација се вика, се закупуваат и чекаат да дојдат топли денови. Ова се нивните денови. 40 степени се деновите кога тие така е, сега прават капацитети на храна, јадат, се дебелеат, ставаат на маса, за да можат подоцна зимата да ја поминат. Да не заборавиме дека и глобално затоплувањето како игра улога, особено во последниве години, кај што вие имате или предолги зими, или преисцрпувачки лета, топли, долги лета. А што убаво беше за време на карантин, мислам дека и планетата здивна. Да. Буквално здивна од нас. Да. А војата викаат ли како никогаш леле змија? Да. Ти имаш една ситуација колку саат на полнок, после полнок. Тоа беше вирално, ама тоа всушност ти кажува дека стварно луѓето и не сакаат да се замараат многу со природата. Јас кој ќе им речем вие одите, значи не можеш да речеш знаеш што јас се сакам природата многу, нели, екологијата, јас септем внимавам, јас сум веган, вегетаријанец, или истите тие одат на скијање, пак ќе речем. На скијање таа шума не се исекла затоа што така и дошло на природата, него некој човек влегол и ја исекол пола шума за да ти можеш да се скијаш, не? Да се качиш со жичара, да потрошиш енергија, струја, да платиш, не знам, 1000, 2000 денари поима ноќна карта. Тоа се, значи, таа, како да кажам, замена за храна, ако не јадеш месо, јадеш друго, па и тоа мора да се индустријски. Види, тенка е работата помеѓу таа етиката со животните, етиката кон природата. Јас повеќе сум за таа варијанта да се јаде локална храна. Нешто што го имаш тука достапно. Значи, да мотивираш некои мали органски градинари, некои тетки, чичковци, не знам, бабички, поима, немам, некои кои што млади луѓе кои што се занимаваат со некакво фармерство, не е важно како. Ама ние сето тоа го имавме, ја не знам, мене тоа ми е најбизарното, например, што сето тоа беше логично да ти јадеш сладок домат кој што ќе го јадеш и не ти треба ни сирење ништо. Полесно им е на луѓето да излупат банана и при тоа да не размислат дека таа банана патувала повеќе од нивното дете за да стигне они да ја излупат. Значи, она ќе патува од Јужна Америка, од Шпанија, тоа манго, авокадо, кафето, секој ден денес. Производи што секој ден ги јадеме.
нели? Не ни размислуваме дека патуваат повеќе од нашите деца за да ние ги изедеме и да ги фрлиме. Значи, таа природа тамо не била предходно создадена ние да пиеме кафе или нели во тоа време порано не се јадале банани толку многу. Како сега што се јадат. Ја мислам дека е одлично да се адаптираш на што ти го нуди Локално, сезоната. и сезоната, Да, сезоната така е, сега така е сезона, не знам, на тиквички, на пиперки, патлиџани, јаде тоа. Ја не знам еден македонец кој што селектира отпад исто. Значи тој исто тоа многу ме мисија фрустрира. невозможно. Имаш сега милион канти на пакома кај што ти можеш да ставиш картон, шишиња за кои што ќе ти дадат поени, пари ќе ти вратат. Луѓе не го прават тоа. Мене фрустрирачки ми беше на работа, бидејќи собирам шишиња и тоа го правам. Картонот го тргам на страна и колега ме прашува, вели, ова го собираш за некоја наградна игра, нели? Нив не име дури ни јасна процедурата зошто шишињата се Мислам дека односат. сме далеку од таа тоа, свест, да, со оглед на тоа што и да имаме некој нов контейнер, тој веќе не личи на ништо. Како, Тоа баш не знам, така, како и да е да се Со ваквите јавни излагања, предпоставувам дека ние треба да им бидеме подсетник дека факт е дека живееме во едно многу деликатно, тешко општество за функционирање. Зошто? Затоа што вие ги имате младите луѓе кои што цел ден гледаат на интернет. Он го спушта телефонот и се соочува со нашава реалност во Македонија. па и сакаш Наши пак да го гнасни видиш. улици. Да. И затоа ние влегуваме во тој виртуелен свет, затоа што е многу поубав него нашата реалност. Ама кога некој ќе му прекипе, нели од лошата реалност, куферите нели и си оди од земјава. Затоа велам, колку што можеме секој во нашиот круг на луѓе да влијаеме еден на друг, доволно е. Затоа што некоја висша сила, јас тоа во Золушка знам да го речам, Господје, викам, цинете го детето, стаклото го испрља. Вика, возрасна жена ми го има тоа одговорено. Па има кој ќе чисти. Да, викам, самовили доаѓаат, навечер ги бришат стаклата. Јас ги бришам стаклата. Зашто не кажеш да има кој да чисти Да, и има кој донеси и да изчисти. Да, за 80 денари бањаме деца у базен. Да, Не, значи, културата Тоа ни е нема. на многу ниско ниво, тоа ми е збор. Ја мислам, дали Дајте да мислиш си- дека тоа почнува од дома? Дефинитивно. Целокупна е работата. Затоа што и овие криминалци на власт, нели, ние ги создадовме. Нашиот систем ги создаде. Затоа ако ќе речеме дека мора да се промени системот на образование, да мора, затоа што тој го создаде ова. И некој ќе ви рече, ама да, не е тоа така е во наше време. Не, тогаш само стравот го чувало селото. Ништо друго. Ама тоа не значи дека ние продуциравме квалитетен материјал на луѓе. Ева, кажеме, кога во животинскиот свет би се формирала влада, парти, лидер останува кралот. Кралот е лавот, лидер останува лавот. И зборам на децава, нели баш имаме една приказна за лавот која ќе стигнеме кај лавовите, им викаме: "Добро бе, зошто лавов?" А стандардно идеме кај лавовите нигде ги нема спијат. И сега за да ја извадиш приказната, мора нешто да ја свртиш на таа тема. А и деца не можеш да ги лажеш, ниту пак да им ја Исто како со животните. Да, скроз се пјур, чисти се и знаат да искоментираат. Едеме кај лавот, викаме, па кај лавот. Нели е крал бе на животните? Тој кој е крал, шо спие, волко викам. Па може сега му се приспало. Како не, викам, јас са бајле сум дојден. Лав спие 20 сати на ден, како некои мои колеги. Зошто, викам, спие сега лавот? Изгледа му е топло, нели? Ама зошто е лавот крал на животните? И тогаш знаеме да ја одмотнахме приказната дека всушност да, голем дел од приказните се создадени од луѓето за да ја продадат приказната. Иако тигарот е многу помоќен, многу поголем, ама лавот некако со круната, со влакната знаел да изгледа така доминантно и веројатно им се бендисал за да го викаат лавот на крал на животните. И ги терам да размислуваат многу поприродно. Фасцинантно е дека ајде да речеме, знам да ги прашам, зошто лавот има грива? Нели, зошто има влакна околу главата и не знаат. И велам, добро, ај лавот на страна, не сте растеле. Зошто ви се ведите? Зошто природата ни дала веди? Верувај дека децата живеат стварно заглавени во виртуелен свет. Оно ми вика како емоджи, за да бидам људ, нели, за да покаже емоции. Гестикулација. Она никогаш, или од анализата моја, од 100 групи со деца, никој не ми рекол, ја викам, ама мора да има функција некаква.
каква функција и ја ќе речеме бе капката пот ако ти дојде до веѓата ќе ти се лизне, ако природата е совршена, таа си рекла овој ако трча, ако бега од некој лав да го изеде, ќе се трча, ако трча ќе се запоти, ако се запоти ќе му влезе капката пот, ќе треба да застане, некој ќе го изеде вика. А и па дали се поставуваат правите прашања? Значи Децата секогаш ги поставуваат правилните прашања, но аспектот не мислев на децата, на пример, ти поставуваш прашања, мислам дека тоа е една интеракција неминовна. Дали ова новиот свет, новите генерации, тој конформизам направи да всушност како да кажеме, децата поставуваат некои прашања кои што барем јас сум била сведок, како да имитираат она што го зборуваат родителите дома и најчесто се тие прашања се влеза во интимата на другиот, да се коментира од типот видео ова, видео не, и тоа од како знам за себе. Но, например, како да немаат трпение родителиве да слушаат, а зошто е тревата зелена, а зошто ми се вегите, а зошто е ова, а зошто е тоа. Да, пак ќе речам, аголот на кој што ги гледаат работите, малку им го деформираме и точно ќе видиш возраст во која ќе осетиш дека децата се загадени од влијание, дали од родителите, дали од институцијата која се ги грижи, нели ги чува. Точно ги чувствуваш тие аспекти дека возрасен човек тука некаков удел имал, некако ги загадил децава. Затоа велам, веројатно модерните зоолошки, професорите, наставничките, биолозите ќе мора да ги подсетуваат урбаниве родители дека сепак децата, нели, ги заборавивме во процесов, да ги подсетуваме што е она природното и што е она другото, нели, она во кое што неминовно ќе влезат во животот. Животните знаат да препознаат што е дете, во смисла на тоа да кај нив останува правилото она што е слабо, побеспомошно, да не го нападнат и растргнат генерално. Дури се случувало и во животинскиот свет. Ете, не знам, лавица има проблем со мајчинството, дали го изгубило малото и настапува, не знам, бебе од црна, се грижи за него. Да. И исто има ситуација каде што нема да нападнат дете. Па, тоа во природата се случува секако. Мене единствено што да речеме... Како го безмислиш, цел живот се повеќе ми смета ставањето на емоции човечки на животните или пробување да наметнеме... Како тоа става човечки? Па да речеме, знае да рече леле оваа слоницава мислам дека не е среќна или е многу стара. И јас велам како го приметуваш тоа, па и се гледа вика на очите збрчкане, викам не, таа е помладата, оваа е другата е постарата. Не треба да се ботоксира. Филерче усурла. Не, всушност пак ќе речам, веројатно и тоа е еден сигнал дека влеговме многу во виртуелниот живот. Шерување емоджис. А дали велат во психологијата тоа што си го гледаш во другите? Па тоа сакав да кажам, може би се прави некоја подсвесна лична проекција. Баш така, баш на тоа алудирав и веројатно немањето време и капацитети за да споделиме реални емоции, а шеруваме емоджис, шеруваме стикери, веројатно е проблемот што многу често некои од луѓето сакаат нели да бараат жртва во се што вие денес ќе видите Facebook профили кои што се како ѕидови на тага. Значи денес го жалат едно дете, мислам и јас го жалам, ама следното ќе биде ги жалат китовите на Гренланд, па после ги жалат коалите во Австралија што изгореле, па ќе жалат не знам Амазонија, што тие луѓе во реалноста завршиле, како тие смениле дел од нивните навики е знак прашање. Јас сум бил сведок кај што знам такви луѓе кои што ги гледам виртуелно, во реалноста истиот тој загадува, фрла секаде на работа, апсолутно не се грижи нити да ги наводни растенијата околу себе, тие што му се до носот, што ги гледа, а ги жали китовите на Гренланд. Ме разбирате? Значи, како некако да сакавме со целиот овој виртуелен живот да го презентираме тоа дека ние сочувствуваме, ама само за надзидови, не? Само за на јавност. Тоа дополнително ја влоши работата. Да. Сега е лето, е време кога се патува. Мене, да ти кажам, апсолутно ми беше централно, ќе дојдеме некаде до центарот. Твојот, да го кажам, туризам, ама јас така си го доживеав, пошто е, мислам,
нешто што мора некој да го доживее во животот. Мислам дека тоа е најголемото богатство твое, што имаше можност да уживаш во својата професија и тоа на други континенти како што да речеме Африка. Па како дојдеве до тоа да речеме да аплицираш, да бидеш таму, дали постои некаква селекција, дали се разликуваат животните кои што еве се таму, дали се срекни како нашиве тука. Што си мислиме ние, Да. Дека лавот си трчка по саваната, жирафата си јаде гранчиња, фиданки. Не баш. Всушност, да, Африка ми беше еден детски сон кој што пред неколку години веќе и многу се собраа, си го реализирав со тоа што по грешка донирав неколку пати по некои ситни мали пари за нели носорози, една од моите љубов исто, меѓу другото, и ми стигна некој имејл кој што повеќе на спам ми личеше во тоа време, демек честитки, веќе сте 2-3 пати донирате, би сакале да ви имаме како волонтер овде, ние ќе ви понудиме сместување, ви обезбедите го се тоа останато и поддршка нели како писмо, и ја изненаден нели веќе почнувам со некаква конверзација со реална особа, не се автоматски пораки, и тогаш сваќам дека всушност женава или прифатилиштето на кое што и сум донирал на неколку пати нешто ситно, 20-30-50 долари за таков парк, и она веќе кога стигнав ми рече никогаш не сум видела донација од тој регион од светот, и ми се виде како иако 30 долари од Македонија ми се видоа чудни, нели? Као која е оваа земја која што мене ме тоа мене ме плаши, да, што секогаш во 21 век прашуваат која е оваа земја. Значи тоа ќе се случи на аеродром да чекираш карта. Тина, ама и ти во Јужна Африка не ги знаеш. Ја бев во Лимпопо. Јас бев во, не знам, Свахили едно место, исто. Тоа се места кои што ние нема да се замараме да ги учиме, исто како веројатно и тие што не се замараат. Но што ми беше приказната? Добро, во Дубај не знае да ти кажам. Па да. Значи, знам што. Што си поминала? А како го рече местото? Лимпопо, една област, да, во Јужна Јужна Африка, на граница со Мозамбик, и тука се наоѓа едно прифатилиште кое што во тоа време беше водено од една господја Луис, ама во меѓувреме загина токму од ловократци, и незината мисија беше, и се уште е на прифатилиштето, сега на ќерка и на незиниот сопатник, да прифаќаат животни кои што се напуштени. Луѓето мислат дека во Африка нели сето тоа така слободно си живее, ама она што претходно го зборев околу нашите навики за јадење екзотична храна и колку тоа ние лошо влијаеме на природата, всушност ме освести многу тамо. Јас се фрапирав колку само по патот додека да стигнеме тамо имаше плантажи на цитрусни овошја, на ананас, на авокадо, на манго и на кафе. И тогаш сватив дека всушност да, ние кафето не ни расте во Крива Паланка, ние не растеме авокадо во Пелагонија. Значи, тие работи доаѓаат од негде. Вие секогаш на кутијата или никогаш не читате, а треба да го провериме, бидејќи тоа го јадеме. Не? И сега замислете тоа прво како изгледа целиот транспорт. Нели колку загадуваш пред тој транспорт што го плаќаш, а колку тамо им се купува на тие локалците тоа исто овош или тој зеленчук, небитно тој производ кој што го носиш наваму. И тогаш сватив дека голем дел од природата ние им ја земаме, белите луѓе. И кога си одев од прифатилиштето, таму работев неколку месеци, живеевме во шатор, храневме животни кои што се напуштени и сето тоа. Имам дури цела една мала како документарна емисија, се вика Јас не сум фотограф. Иако филмот е направен од добри фотографии, некои кратки видео дневници. Тоа каде може да погледне? Нигде за жал, заради тоа што фалеше малце постпродукција за да го средиме, бидејќи сепак филмчето јас го снимам со мобилен во тоа време. Па ти не си го гледал Blair Witch. Па така и треба да го пуштиш, тоа ќе чекаш. Може би. И ама може би се чека некое време за да го довршам и да го пуштам, ама поентата беше јас не сум фотограф, а правам изложба на фотографии за да луѓето сватат или се прашаат, добро ако не е тогаш што е. И тогаш посакав да го кажам баш нели ова и тоа го зборам и во филмот. Јас во малото филмче така ја почнува мојата приказна на пазарче и на тој му велам колку ти се доматите, колку се краставиците и викам авокадово, а ова тазе ми изгледа. И он вика да тазе.
И ја викам, па како тазен или ова од негде тамо, од каде е? И оние крева кутијата и вели, да, од Јужна Африка. И така почнува филмот. Така почнува моето летање и веламе, ја го летам сега патот на твоето авокадо, за да, нели, кога ќе се вратиш овде, сватиш дека всушност ти го плаќаш тоа одземањето на природата тамо. Нели, тој лав, таа жирафа, таа треба да трча на таа савана каде некој пак бели луѓе кои што ја инфицирале целава земја, целиот континент, за да произведат конзумеризмот, за да ни го продадат на нас после. Се сведува на бизнес генерално. Мене Луис тогаш ми каже една многу језива реченица која што и ден се памтам и она вели, викам Луис, добро сега си одиме на кај дома, као заутре летам, ги спасивме ли носорозите. И викам, не. Викам, ама ќе изумрат или као мислиш дека сме на добар пат? Не, вика, то сигурно. Сигурно дека ќе отидат уште многу. Као дури во твојот животен век ќе бидеш сведок дека ќе изгубиме уште многу видови заради нашето однесување. И ја велам, па добро, зашто дојдов тука? Која е поентата да бараш волонтери, да бараш донации и да им го кажуваш ова? Ме фрустрира. Не, вика, ова ми е доволно. Ти ќе бидеш месенџер за пораката која што ја виде тука, нели? Затоа што во 90-тите години кога на вашиот континент слонова коска, диаманти, злато беа статусен символ, беа моќ, беа буржуазија, беа култура, вие свирите на слонова коска. Пијаното, белите делови се направени од коската на слон. Да. Во истата таа година, во паралела само на друг меридијан на поредник на планетата, значеше смрт. Затоа што тие злато и диаманти немаше африканците да ги дадат туку така, тие влагаа бели, ги убиваа цело село, за да влезат во тој рудник, за да ги извадат тие минерали и злато. Тука човекот никогаш не еволуираше, само он тргна по некој пат да застане на нозе, да се исправи, ама неговата природа никогаш не еволуирала. Денес, извини, ќе те прекинам. Истото се случува со големите брендови во моловите. Да не ги именувам, да не им правиме реклама, ги знаеме сите. Тргнете на интернет и прочитете кој каде ги произведува. Ќе видите Бангладеш, Виетнам, тотално сумљиви земји, каде се фарба тоа платно парче гардероба кој што може ќе го фрлиш утре, нели? Тоа е еден сериозен нов загадувач на планетава, гардероба која што ние за ефтини пари ја купуваме, не ја почитуваме и ја фрламе. Таа боја ги закадува скоро сите реки и води во Азија, во моментов. Да не збориме за употреба на детска работна рака. Голем дел од вашата гардероба, купена во моловите, се шие од деца. Апсолутно тоа е и никој се знаеш ќе не благодарение на интернет може да се. Па мене ми е гајле. Шо нека збориш со сака. Затоа мене ми е гајле. Кажи ми како тоа. Затоа сме нова ниво. Нова ниво. Ама ова веќе е и глобално. Ја оно што не можам да сватам е како човекот си дозволи да се отуѓи од природата и да ги изгуби основните како да ги наречам инстинкти, односно да препознае кој му мисли добро, кој му мисли лошо, каде има реална причина за страв. Зборувам оно што го имаат животните. Мислам дека ниедно животно не можеш да го прелажеш, јас сум убедена барем од овие мои животни, не можеш да ги прелажеш за тоа кој си ти и што му мислиш. Ми се дупна гума на тротинетот. Бев голем поборник да не го возам, ама со оглед на моите години, веројатно колената многу ми беа благодарни што земав електричен тротинет. Иако, пак ќе речам, многу повеќе си го почитував и сакав велосипедот и деновиве бев принуден да возам велосипед. Сватив дека дел од моите задни мускули на нозете атрофирале. Само за неколку месеци што не го возам велосипедот. Исто така атрофираат и голем дел од работите, навиките, од менталните, нели, од капацитетот на мозокот на човекот, сето тоа дека не го употребуваме. Нели? Да, па човекот е креиран на survival му, тоа е интересно. Всушност ти максимумот од себе го вадиш, кога си креираш во главата ситуација план Б, С, да преживеш. Комфорт зоната, колку и да е, па тоа исто како со шекерот што збори. Да. Ја имам печаток дека и тоа практично гледам дека комфорт зоната те прави апатичен, те прави токсичен на крајот на денот
Кај кого како? И многу лесен за манипулација. Мене, ако ме прашаш, мислам дека тоа е најголемото зло, кое што и на микро и на макро изгледа као еве да добиеш на време. Мислам дека тоа со времето не лажат многу. Побрзо до информација, побрзо трансакција, побрзо да купам. Дури сега нема ни да се оде во продавница, зошто да движиме? За жал, едни работи или тие попотребните работи ги атрофиравме, а оние другите ги билдаме, а тоа е како да манипулираш, нели, како да лажеш, како да мамиш. Вие денес на децата, еве тестирајте ги, дајте им апарат, телефон и речете направи се селфи. Сите знаат. Вие ќе го видите изразот на лицата на децата што нема да го видите во реалноста. Тие веќе знаат да глумат фейк израз за да бидат lovable, за да ги сака камерата. Децата веќе знаат да направат вештачка насмевка за да бидат посакувани. Тоа ги учиме, за жал. И на нив знам да им речам. Ама интересно дека не се само децата, ајде дете како дете. Ама така создаваме една генерација. Една генерација, ама ние имаме и наша генерација која што тоа го ние ги изумреме брзо. Зборам за другите деца во Ама како можам готов производ, еве ја не сум растена во тоа време и да на пример одеднаш добиам нагон за афирмација од средината. Еве кога би зборувале за животинскиот свет, според тебе кој животно најмногу склоно би било кон селфи ако знае дека тоа може да го? Ауф, тоа не сум размислил. Манки бизнес, па не. Животните не глумат, тоа е големата разлика. Тоа сакам да чујам, јас мислам, затоа имам респект за живот. Јас на деца знам да им речам, вика, ја не можам се плашам од змии, нели ми е страв. И јас велам, ама зашто се плашиш од змија? Она ако не те сака ќе ти покаже. Ако ти во некој двор видиш куче што лае, нема да влезеш, нели? Ама кучето лае и ти знаеш бидејќи си видела куче, змија можеби не се видела или можеби ти фалат информации како да препознаеш дека змијата не те сака во моментов да те дружи тебе или да нели сака да ти покаже дека до тука треба, после не, дека не ти се плаши, нема да побегне, него ти газиш на некој место што е нејзина територија, како кога одиш во планина, не? И знам да речам, плашете се од лоши луѓе. Луѓе глумат дека ви се пријатели, а тие всушност знаат тогаш и да ве повредат, бидејќи само тогаш сте вие ранливи. И кога ќе ги прашаш децата дали ве повредил деца, збориме за 6, 7, 8 години, велат да, како не, веднаш кажуваат примери на нивни блиски кои што ги повредиле. А велам, ве каснала ли змија? Не, ве каснало ли куче? Комарец ве каснал? Така, толку, никој. А вие се плашите од се останато. Кучето е најверен пријател на човекот, ама интересно е што во моментот и ние се соочуваме со огромен број на бездомни кучиња. Генерално популацијата ние такви сме, одма ликвидации, одма тоа еден гнев, но мислам дека во 21 век нема потреба да имаме таква ситуација. Ама пак гледам и престиж. Например, мене ми се случувало да ми кажат ама јас сакам да имам фенси куче, ќе дадеме ѓавол и пол пари од 3000 чити, колку кучинат, јас тоа не знам. А интересно дека тука има карактерови што се платени, скапи, фенси кучиња. Како да кажам, никогаш не сум видела таква заквалност и љубов како кога ќе вдомиш, да речеме, кутре кое што поминало сито и решето, му било многу тешко и те обожава. Види, исто како со луѓето. Да, дефинитивно си во право. Природата си има еден закон, се вели природна селекција. И тамо природата не ги селектирала според тоа колку е кјут. Или леле, убава боја ми излезе, гајли е за тоа. Она вика селектирам според тоа колку е издржливо и паметно. Така тие што се малце поддам, ќе си отидат. Јас сум соборник на тоа. Океј. Тие се кучиња далеку поздрави него било која кинолошка раса. Затоа што во кинологијата ние бараме екстериер, бараме физички изглед. Аха, доберманов да биде висок, да биде ваков, да биде таков, пудлицава да биде со вакви влакна, такви влакна. Но мене од друга страна ме нервира она хејтерство као в доми куче, ама никако не го купувај. Мислам,
не би одел за таа варијанта, него би ги кажал позитивните страни на овие уличните, дека се поиздржливи, дека ќе спасиш, дека тоа е животно кое што секогаш ќе биде и попаметно и поснаодливо и подолго ќе живее и нема да даваш пари на ветеринар, као да речеме за француски булдог. Ти ќе потрошиш уште цена на 6 кучиња во неговиот животен век само за да одиш на ветеринари. Ама, од друга страна, не можеш да кажеш дека во последниве дели колку 150-200 години колку се чуваат раси на кучиња, дека целиот тој, ајде да речем, труд на луѓето или сите тие животни денес создадени, дека ние треба сега да ги хейтаме или да ги фрлиме или да ги хейтаме луѓето што одбрале да чуваат такво нешто. Од една страна постои една категорија која, да, помодарство, како ти кога ќе речеш ова го купив од, не знам, ефтина продавница, и мене ми се има случајно, ја не внимавам апсолутно на бренд, него гледам само да она што го реков, многу помал импакт на природата, ако е тоа возможно. Или некогаш знам на подарок да добијам нешто и они ќе речат, ова е од ја не знам брендовите. И тоа по дефолт купува некаков стандард, нели? Имаш очекувања. Значи, да речеме, ако одбереш Джек Расел Териер, ти знаеш дека таа раса е работна и дека тоа куче е енергично. Ако земеш, не знам, бишон, пудлица, знаеш дека тоа куче до некаде треба да ти биде партнер за забава, дека нема толку физички атлетски способности. Или голден ретривер кој што ќе биде прилагодлив и за стари, за лице со попреченост и за деца, за сите е супер. Но постојат и раси, нели, како еве ги гледаме во последниве години, кои што може да бидат чувари и кои што како треба да бидеш внимателен со непознати, дека не можеш така да го упуштиш. Значи, одредени перформанси, карактеристики на расата си ги одбира собственикот според тоа како му лежат. Што за мене е легитимно и е културно, дека не е нешто што е зло некакво. Пак ќе речам, потенцирајте ги позитивните страни на ова со уличните кучиња. Мислам дека проблемот одредени институции не сакаат да го решат во државава. Бидејќи исто како со мојата институција, Вардариште, па потоа сега Лајка, веројатно на одредени политички структури ќе им одговара, па ќе го бустаат и сега ако тоа го направат преагресивно и успехот се процени во јавноста, следната ќе рече што и да направам, нема неговиот успех, нема незиниот успех да го надминам, не им давам пари. Тоа се случува и сега еве на Вардариште, на Лајка, извинете. Нели, постојано они се во дефицит на финансиски средства за да го решат проблемот. И сега вие ако направите гап од месеци, години, тие повторно ќе се размножат. Нели, тие се на улиците. Значи, тоа бара еден континуитет, една стратегија, каква што пред неколку години цврсто си ја завзема, нели, стационарот да ја работи, но за жал низ годиниве последни не се финансираат постојано за да тоа се доврши до крај. Тоа е една хумана етапа која што трае процес. Не знам нивната експертиза на колку, ама сигурно е процес, сега паушал, 10 години, дека тој процес ќе се реши. Тоа никаде во светот не е направено туку така преку ноќ. Се е преджвакано во светот. Ние само треба да го употребиме. Ние проблемот е што знаеме да си додадеме некој наш мек. Јас знам да речам, ние сме веројатно единствената земја на светот кај што лиценцата за Макдоналдс, иако не ги поддржувам, ја изгубивме. А Плейбој? Гарант некој позадина рекол, абе ова ли е марула, бе. Абе ова ли е марула. Абе јас знаеш каква марула имам. Они рекли, абе не стандардот е овој. Ма каква ја марула што имам една. И ја мислам дека тоа да бидеме најпаметните и да се правиме паметни, тоа ни е некако во крв. И се додека лектира во школа ни е ИТРПО, ја мислам дека ќе го имаме овој ИТРПО синдром, да некој не зезне цело село и кидне каде сака и да добие азил и да си остане заштитен. Значи, се е пак, ќе речем, во децата, веројатно системот како им приоѓаме, кои делови ги билдаме, она ти што го кажа, природата, етиката, тие работи. Да, се учат од дома, се учат и од образованието, од системот. Се додека тие работи нема да ги промениме, ќе го имаме истото ова што го имавме и во минатото. Вака некад со тебе нема крај, не сакам да има крај, признавам. Има генерално коментари, па на вас ви дошло до животните, гледајте луѓето нема да јадат, ама мислам дека по малите нешта како индивидуално за човек,
се гледа и неговата суштина, односно што треба да очекуваш. Може би состојбата со нели ова со бездомни кучиња, третманот, односот кон животните, како и односот во сообраќајот се првите знаци што да очекуваш каде што си дошол. Така. Тоа е некоја моја, но дали тоа што можеби никој не го зборува, бидејќи не звучи хумано, е ред, работа и дисциплина, нешто што беше неизоставно и тоа почнуваш од дома до крај. Дали е тоа решение за човекот да го добие тој ред, работа и дисциплина што ја имаат и животните во рамки на својот ланец на функционирање. Тоа дефинитивно. Ја мислам дека животните анархистично не се однесуваат кој како ќе му дојде. Да, тоа сигурно не, ама пак ќе речам во животинскиот свет, мислам. Да, те разбрав. Мислам дека пак проблемот е во сите нас, во навиките што ги имаме. Може би изгубивме премногу време во менување од еден систем па во друг, па во трет. Знам, знаеш како, јас сум роден во времето на СФРЈ, значи на првите документи ми стои Југославија, подоцна ми стои Македонија, сега ми стои Северна Македонија. Многу работи стоја. Задутре не знам што ќе ми стои, ама сакам да кажам тоа немањето идентитет чист, да знаеме точно на што сме или можеби некаква формат некаков, веројатно сите нас не погуби, ама најмногу системот кој што не оштети сите нас. И пак ќе речам, целиот овој продукт што сега го живееме е продукт на минатото, не е ова дека од вчера ни се случи. Да, но еве кога ќе ти кажат тоа страшно ми се свиѓа, например, лав, почет се заслужува. Значи, ја имам некоја теорија дека ти треба да изградиш самиот да си бренд. Значи, не зборам почита, ќе стекнам јас со моето однесување, како ги третирам луѓето, како функционирам, мислам тоа. Не може тебе некој да дојде да ти рече, слушај, ти на тим, ќе ти рече, мора да почитуваш. Види, во едно културно општество цивилизирано не може да речеш, мислам, кога ќе употребиш анимално, значи и секогаш за пример кој лавот се дава. Значи лавот кога ќе се појави, ти што ќе ти речеш, знаеш, јас сум лавкета ја. Не, факт е, ама лавот, природата имаше и природна селекција. Првобитниот човек има и една друга метода, тоа е лаки стрела. Значи тоа не значи дека мене сега некој ако ми изгреши директор да извадам. Тоа се дешава, еве завчера имаше во Нови Сад, ми се чини во Нови Сад. Ама затоа ти одат во затвор. Или би гато државата. Ама само стрел. Како и да вртиш. Значи, пак ќе речам, тоа не е дел од цивилизираниот човек. Не треба да е дел од нас. Не треба ние да сме репер за тоа. На микро ниво и во фамилија. Да се почитувавме самите, може би идентитетот автоматски ќе останеш онаков како што треба да ни биде. Па, и тоа е комплексно прашање, дефинитивно, ама пак ќе речам, фокусирајте се на тоа да идните генерации, барем така, нели, по мене тоа е излезот, ние ја зезнавме работава и тоа сериозно. Значи, дајте барем овие следни млади луѓе да не ги изгубиме, да ги усмериме на тоа дека сме спремни на промени, дека сме спремни на адаптација на новото време, заради тоа што тоа ќе им биде нив поддршка и едно убаво тло како би застанале овде. Ако ние одиме, нели, бунга, нели, као домородци како и до сега, нели, ние сме тие, сите да ги нема, ни комшиите, ни овие, ни оние. Па таков ли бил пештерскиот човек? Ја мислам, не. Па, не можам да ти кажам, не сум го видел, иако за викенди мислам дека се поише ги гледам и сум убеден дека е таа категорија заглавена во некој ледено од ова што ми го одмрзнале. Ама шала на страна, не можам да кажам дека модерниот човек и го имаме овде кај нас, за жал, во Македонија, и тоа е причината зашто ги модерниот човек станува најопасното животно за тебе? Па, цивилизираниот или оној во кој што јас сакам да верувам, мислам дека не е тоа. Тој треба да ги коригира сите грешки што ги направивме во минатото. Ама сега што постои, како ти се чини? Во Македонија дефинитивно не е репер за ништо. Тука имаше една многу културна раја, која што е за жал во многу мал број, пак ќе ти речем дури на Бранови некогаш ги чувствувам, бидејќи јас работам со општа популација. Ке мене има 6000-7000 кои што доаѓаат во Бранови. И се бајле ќе ги видиш културни, фини, после доаѓаат некои такви, па после 5 доаѓаат една трета категорија. Значи баш имам контакт со реалниот човек и можам да ти кажам од прва рака, измешана е математиката и пак ќе речам, тоа ти е доказ дека системот не ги едуцира или не едуцира еднакво, веројатно медиумите
исто мора да кренат некаква свест, особено за лошите навики кои што ги имаме стекнато наназад, децении. Вие ќе видите возрастна баба, дедо, не е битно, возрастни, значи збориме, оние порано беше класа, не, порано милицаецот бил редот. Порано значи, била доаѓаме казната. Не толку да се зборува колку што Ја не сум за општество во кое што ќе имате диктатура, дефинитивно, и дека не е казната тоа што е води. Значи, вие фокусирате се на образованието, едуцирајте ги луѓето. Ама еве во Европа покажете им постои ги казна, бенефитите. они А добро казните знаат. секако треба да си постојат. Да, мислам. Ама не дека ние треба да ги воведеме луѓето во тоа дека само тоа е Казната секогаш да е тука, да си свесен дека постои. За не дај Боже. За не дај Боже. Во ова лето дали се подготвува нешто интересно во Золошка, ќе ти дојдат ли нови миленици? Не. Прво ќе се оградам, не сакам да звучам како пиар на институцијата, бидејќи друг зема плата за тоа. Јас сум само заонеговател, ама навистина мислам дека барем на мојот дел, на мојата секција, пингвини и фламинга одмараат ова лето, зимото имавме бебиња, горди сме на нова четворка од оваа година. Имаме нови бебиња од нашите два пара. Имавме во минатото проблеми со една посериозна ситуација, се вика аспергилоза, и дел од пингвините ги изгубивме заради тоа, но во Европа, особено заради влажност во воздухот, но и микс од одредени работи, се случува инфекција која што не може толку лесно да се превенира, нити пак да се лечи. И срекни сме што воопшто од нашата мала фамилија, ни дојде од Русија и од Италија, направивме една веќе македонска верзија. Имаме 6 македонски пингвинчиња. Државјани. Да, од нашите два пара. Имаме Джонатан и Лила, ги имаат новите бебиња од оваа година, се викаат Манго и Чоки, и од вториот пар Зоки и Ајша. Имаме исто така две бебиња, едното се вика Киноа, а второто е Флипер. Веројатно, нели, луѓето препознаваат по нашиот ајде да речем смисла или сенс за хумор, дека чија ги викаме Киноа, се со една идеја да ги подсетуваме луѓето, гвакамоле, дека сепак и името треба да асоцира на Јужна Америка, ама и да асоцира на некој производ што тие го конзумираат, а да ги подсети како ремајндер дека тоа дошло од тамо, значи природата нивна е земена за тие тоа да го јадат. Гледаме да имаме некаква интеракција, односно да ги мотивираме дома со порака да се вратат, дека сепак дел од нивните навики зависи нивниот живот. А овие тука се родени. Мене ако ми падне риба од рака, ме гледа као сериозно си, ја треба да го јадам од земја, а не пат тој пингвин да лови. За жал, исто како и нашите деца, и тие се родени во урбана средина, во зоолошки, и постои една цела генерација каде нивниот прадедо е роден, изведен во овој случај, испилен во зоолошка, и ние имавме пингвини од Русија кои што не знаеа што е сонце, бидејќи во Русија живееле во биодом, се вика, тоа е како Борис Трајковски. Многу ме интересува, ти дое вака од Русија, не знам што, и ти не знам, тавариш. Како разбираат животните? Тоа е моментот каде што мислам дека тоа е Дулитл моментот кој што тоа може и да се развива, може и да се и треба да се работи на тоа, а мислам дека повеќе е нешто што го имаме во себе. Во себе. Ја мислам дека така може би луѓето подобро ќе се разберат отколку со јазици. Мене ми се случило да видам животно и по неговото однесување да сватам дека као ми се јаде, а јас знам колку изел. И јас сега на мој јазик си враќам, нели, а тука заборам дека ме гледа публика и викам, не лажи. Да, пошто знам колку си изел демек. И ама по погледот на луѓето сваќам дека си викаат, ово е пилево, језда е пингвина, ама му летнало некоја. И нормално ја имам мача дома, и вашите мачиња во као лавови, тига реден има, така, симерски? Да, Ана. Ама мислам дека главната звезда и нема да пропуштам да кажаме Мици. Мици кралица. Да кет, да one and only. Она е како пес. Тоа не е баш практично што во зоолошка чуваме такво нешто, ама таа е тука родена. Таа е родена тука во кај морските лавови. Да. Така личи, ти мене ќе ми кажеш. Да, и таа така си остана. Интересно што веќе ги прифати нели сите други животни, сега доаѓа леопардика, ја гледа, си се преку
мисле, кај си шопреш, а оваа се понаша како јас сум надвор од кафезот. И знам да се зезам, да речам, она не е по договор за дело, она. Она по кој ќе добие решение? Си доаѓа си оди кој сака. Не се куца. Овие други се како вработени тука. Се зезаме секако, ама да, дел од таквите урбани животни може би и не се добар репер, затоа што поготово мачки на слобода знаат да бидат многу штетни за околината, заради тоа што многу често па мачката знае да лови баш од игра. Нели тоа chase and passion ти ќе зборуваш во рамки на во рамки општо зборам за мачки како урбани животни, многу прават штета на локалната природа, знаат да убиваат птици од забава, од нели онаа страст дека некој ќе лета, ќе бега, јас ќе го ловам, затоа е многу важно, барем кога сме кај мачките, кај кучињата, нели проблемот знаеме, рековме, шаблонот е тој, со стерилизација, кастрација, ќе се реши проблемот. Наречаме Малта за нив. Исто и со мачките. Значи тоа се цели паркови за мачки, колку божество е. Еве слушнав и за Парга, значи Истанбул. Да. Збориме генерално, да, убаво е сите да можат да бидат кастрирани и стерилизирани за да бројката се намали, ама мачка е секогаш подобро да се контролира во однесувањето или во чувањето, отколку да шета така по паркови слободно, затоа што тука ризикот дека ќе го изгуби животот или дека ќе се малтретира е сериозен, но и пак ќе речам, голем дел од мачките знаат да убиваат птици, гуштерчиња, нешто што е па во синџирот многу поважно. Да, но никогаш да ги истребат, не верувам дека истребуваат. Па да, можат сериозно да наштетат, особено што мачките и кучињата не се продукт на природата, тие се продукт на луѓето. Ние сме ги селектирале и сме ги чувале заради лични потреби. Мачките биле за штетници да ги исчистат, а кучињата било да го чува дворот. И ние сме придонеле за волкава бројка на мачки и на кучиња, затоа ние сега треба да ги до некаде контролираме. А по однос на онаа со змијарниците, нели, со онаа тревани и скосена и се, тоа е еден многу голем тренд во Европа и се надевам дека и кај нас барем ќе го разберат некогаш, а тоа е фактот дека има некој културен збор као улјуден змијарник, као средено тревниче, ама не е она англиска трева, затоа што вие на тој начин не придонесувате за природата. Целиот двор ако го покосите, вие целиот жив свет ќе го избркате сем комарци. Не каже вака нема да косате тоа што треба. Не треба да се коси, да, ама барем околу куќата, оној дел кој што ви е вас неопходен за да поминете, за да седнете. Па така е на А како не е така? Одете вие во било која викенд населба тука околу Скопје ќе ги видите тревници, не мислиш овие внатре локалциве голф играат на тој излагаат на сабајле со голф палки се шетаат по Македонија. Значи луѓе, нема таму ни едно бубаче да живее и автоматски бубачката ќе го придонесе, нели комарецот ќе придонесе некој гуштер да дојде, ама гуштерот треба некаде да се скрие. Ако има гуштерче, ако има змија, ќе има и еже. И за ежето оставете некој дел со дрвца некаде понастрана, кој што нема да го чечкате и автоматски правите такви едни мали како оази, кај што барем некаков див свет ќе може да функционира. Не мора се да покосиме. И сега вака на плоштад ги избркавме птиците, нели турија оние ултразвуци, бла бла. Сега има со пајаци проблем. На фасадите ќе ги видите тие едни пајажини, тоа се милион пајачиња. Па нормално претходно имаше ластовички кои што ги јадеа тие. Сега ги испобркаа сите. За екосистем, во животинскиот свет тоа е една симбиоза, се има зошто. Човекот е каде во таа приказна, дали животните подобро е да го... Само ми се чини дека човекот е во екосистем. Која функција имаме ние во екосистем? Затоа велам, ние доцниме со сите овие работи во Европа се случиле пред 100 години, кога они правеле споменици, толкави, мостови, мермери, бели камења се носело од не знам од каде се, за да може да импресионираме некого со нашата големина, со нашата моќ. Ама таа супериорност наша ја покажавме дури и со природата. Нели се бетони, се нели таа брутализам. Го снема човекот, односно карантините покажаат дека дури озонската дупка се затвори. Не дека се затвори, која е нашата функција во екосистем? Затоа велам, да тука сметаме. е двобој, да. Затоа велам, едни кои што не ја разбираат природата или не сакаат да ја разберат или не сакаат да ја слушнат. Вие на некого сега има категорија на која што јас сум рекола молам, не, тука на мојот реон во колешки знаат, Маја знае колешка.
мене звукот на оној тримерот кој ќе го слушнам, ја имам кафе, се имам потурано вака со кафе, викам тример, нели? И трчам за да ги сопрам. Затоа што со тие тримерите дрвата ни ги уништија. Ако ти немаш дрво, нема да имаш сенка, ако немаш сенка, не можеш во вакви топли денови ништо живо. Постои тоа професија каде што се обновува, чува се, кастри тоа што не треба. Тоа е цивилизација. Да. Тоа е урбан човек. Тоа е урбан човек бидејќи и во тоа малце природа, простор кој што можеш да го направиш во урбана средина, ќе го почитуваш и ќе разбереш дека треба да живее и еден мал екосистем. Колку што е можно. Па дури и на балконот, дури и во дворчето. Не, мислам, знаете како тие тревници во Англија се правеле пред 150-200 години кога мислеле дека тоа е нешто интересно. Како и деца во зоолошки што мислеле. Ама еволуирале, се смениле. Вие сега да појдете во било која европска земја ќе видите, вика, абе, дорастат треви, волкави, никој ништо тука не пипа вака заградено, пчеличка има, не сме за пчелите. Да, за пчелите заради тоа што тие ако ги нема, стварно многу од работите што вие ги уживате цел ден и секој ден, ќе ги снема. Нели? И тоа е факт, тоа е така. Затоа и сега имаме наезда на ова, наезда на она, како да станавме гладни за некого да мразиме, да хейтаме. Мечките, еве ги се симнаа мечките, еве ги змиите излегоа. Некогаш населението во тие рурални планински средини мечката не им била нешто што ги вади од памет, да, сосема. Нити пак е наезда, пак ќе речам, само треба да ватиме природата, да ја почитуваме и да го дадеме нејзиниот простор. Ние не сме тие што, нели, имам чувство дека сите нека изумрат, ние сме тука, не? Јас сум овде газда, нели, што има ја тука сега ластовици, тука ѓубре ќе ми прават. Имам змија, рече ми помина низ дворот. Како да вие сте за змии, дојдете извадете ја. Викам, ако поминала низ дворот, што е проблемот, нели? Па ја видов ја, што збориш глупости, нели, змија видов. Добро, Флорида помине джиновски алигатор со пола труп. Не, ама што да помине ван земјалја, смислам, што да помине низ дворот? Змија во лето, птица, нели, нормални се тие животни. Затоа велам како имам чувство како да овие луѓе што се сега наша возраст, како да никогаш претходно не виделе жив свет или како да никој не ги едуцирал дека тоа постои на планетата и дека треба да го почитуваме. За ова лето дали кидеш во некој резерват? Не, многу си го сегам Скопје кога е лето. Прво што е топло, второ што е празно. Тоа ми се омилените месеци од годината кога и чувам доста кучиња миленици на пансион. Тоа ми е некоја така останата аманет од порано, бидејќи многу од луѓето кои што ни се веќе се клиенти со години и им ги причувуваме милениците, плюс и лето ми е некако, пак ќе речам, и Скопје празно и убаво. Уживам празни улици да возам со точак тротинет што и да е. И да, на работа си уживам, пошто едно од поновите така хобија ми е и градинарење. Си имам своја градина, сега си го растам патлижаната. Си ѓубрам, си копам. Во следниот живот, ако се вратиш... Ако направиш дом за животните, ти не можеш да купиш двосет од некој бренд, сега да не го кажам, или да купиш маса. Треба да направиш парче природа. Знаеш, вирално идеше еден клип каде што има еден многу кул тип кој што кобрите нели го средува тука кај што остават измет, нели тоа му е работа, со една метла, со папучи се собера и таа русинката што се слуша што вика ташња. Тоа е. Значи модерниот човек, па мислам дека па тоа и во западниот свет многу повеќе фасцинација од животните имаат тогаш кога беа не еволуирани во форма на тоа што може тоа животно да има нешто луксузно како часовник па е, како чевли, како ташни и што се не и тоа време донесе можеби тренд да таква беше побарувачка, да се заработува, се криумчари. И денес е исто. Затоа велам, некои од работи ги правиме од навики. навики. Беше знак на престиж. Да, ама тоа ми беше зборот. И денес пак ќе речам, има многу работи кои што ги јадеме секојдневно и ги имаме секојдневно, а сепак не се толку етички кон природата. Сите јадеме чија пудинг. Пештенскиот човек носел крзно, како ќе се заштител, ме разбираш? Па добро, да. Ете, како што реков, ама не правил бизнис од тоа. Тоа е интересно што он еднаш ќе направи тоа. Биле поскромни можеби, да, во право си, ама и алчноста не е само од сега. А пештерски човек кој што станува
утре богат? Па, мислиш на модерен или на Модерен, пештерски човек? Па, овие пештерски денесни, да, во право си. Тоа е поголем проблем, уствари. Кога одеднаш ќе им се случи тоа, веројатно сите тие детски болести ќе треба да ги преживуваш малце Во подоцна. следниот живот сакаш да се некоја животно? Не верувам во тоа, не. Не да веруваш, ако ти се отвориш. Многу проблеми имам во сегашниот живот и ситуации што треба да ги решам. Немам време да мислам за тоа. Некако дури знам и денот да се изнервирам. Што би сакал да си пингвин? Ма знае да ми рече, дебре, што се нервозен сега, темек завршивме со денот. Ја викам, ба знаеш ли колку работи ни остана? Знаеш ли утре уште толку имам? Кој животно така прави? Колку работи имам, што работа ми остана? Не, штурецот и мравката, веројатно. Тоа се некои пак пораки кои што веројатно како дете ни останале во глава, ама тоа е навистина така. Ние за жал не мислиме многу како мравката, повеќе си сакаме да си штуркаме, да. Медитеранот веројатно ни прави една таква средина и кај нас и во Грција, и во Италија, и во Шпанија. Да, тие југот генерално е да менталитетот. Свиркај си, храната ќе си дојде убав еден, денес ќе врне, утре ќе биде сонце. Некако западниве се така пофокусирани на тоа утре можеби ќе нема, времето ќе е ладно. Мора да произведам пасив агресивно повеќе. Не, добро, мене сонце многу ми влијае на тоа, ама веројатно малку само ни прави или ни фали повеќе организација. Повеќе организација. Во фала што дојде. Не ми те пуштила никогаш. Следниот пат јас сакам да дојдам со Мици да се видам и повеле, да. Да уживам. Па ја би скокнала во зенот со пингвини. Да исчистиме стакло од внатре. За да бидам зоокипер, што треба да совладам? За жал, да, критериумите се многу... Постои ли едукација? Ако ме прашаш како би требало да биде, тоа е првично е да сакаш животни, да сакаш работа на отворено, да не ти смета миризба на природата, да ти сметаат парфеми и мирис на дезинфициенси и детергенти, заради тоа што тоа им смета и на животните, да имаш многу емпатија, да разбираш, да ја почитуваш и сакаш природата и да си спремен да се адаптираш. Веројатно и Чарлс Дарвин така ќе завршиме, рекол дека еве кадар како се создава да речеме, диносаурусот бил огромен. Постои ли во моментот некаква едукација? Други. Па види, постои секако и затоа велам секој од нас и индивидуално да се труди на својот круг е доволно, заради тоа што е подобро него ништо. Секако дека како институција може и треба да бидеме подобри, ни фали тој education план малце повеќе да го... Борам за регрутирање нови кадри кои што ќе одат еве. Многу сме тесно заврзани со политиката на локална самоуправа и заради тоа не се предвидува за жал. Иако за 2 години правиме 100 години постоење, ќе речем, за жал немаме многу записи како тоа во минатото се случувало. Тоа е доказ за една почит на сите оние кои што во минатото работеле, што и не е баш за гордост, но пак ќе речем, треба да го прифатиме тоа како што е такво и да продолжиме нели напред. Пак ќе речем, мојата визија или она што сметам дека треба да го мотивираме, тоа е граѓанството да искористиме институцијата и тие животни амбасадори кои што се веќе тука и нели живеат во зоолошки или сме ги добили од некоја зоолошка, не сме ги ловеле по Африка сигурно, туку да ги искористиме за да ја потсетиме публиката за емпатија и чувство поголемо кон природата. Благодарам многу за тоа што ме дојде на гости и следен пат верувам ќе имаме друга тема која што еве ќе зборуваме за нешто што сме научиле ние луѓето од животните. Бидете добри.